Почитувани колеги, почитуван председател на влада, членови на влада, дозволете ми денес во оваа прилика да поставам моите три претенички прашања и сите три се до председателот на владата на Република Македонија. Почнувајќи војните действија во Иран, кои што предизвика значителни промени во нормалното живење и кризата која што првично ја погоди Јужна Азија, потоа Југоисточна и така натаму се прошири кон Африка, исто така до Европа. Сведоци бевме дека повеќе влади и повеќе држави спроведуваа одредени мерки, се обидуваа да му помогнат на граѓаните во преживување на тој процес, односно на кризата со енергенси. Сведоци бевме дека во сите континенти тоа се случуваше, например и во нашето блиско окружување, например Словенија воведе одредени привремени ограничувања, рационализација на купување на гориво и така натаму, па дури Европската комисија даде одредени препораки за намалување на брзина по автопатите, работа од дома, да се намалување на движење во делот на воздушниот сообраќај и така натаму. Но почитуван пример, кога зборуваме со граѓаните, разни средби, состаноци, и па и формално и неформално, со луѓето како да не се свесни колку голема и колку силна беше оваа криза. И тоа не го сетија веројатно од посветената работа и мерките кои што се случија и кои што сериозно ги превзеде владата и обезбеди нормално функционирање од она што беше можно на стопанството, односно на економијата, но исто така и тоа не го сетија толку силно граѓаните во нашата држава. Тоа значи дека вашите успешни политики добро беа планирани. Исто така не може да се избегне моментот дека одредени луѓе можеби очекуваат дека ќе гледаме редици по мезиските станици, дека ќе има проблеми, но тоа не се случи. Тоа е символ на едно друго време, кога луѓето се мачеа за своето здравје да стигнат да обезбедат вакцини. И пак ќе кажам, поради тоа што граѓаните ги интересира, ќе поставам моето прашање. И моето прво прашање е дали владата ќе продолжи да интервенира во намалување на цената на нафтата и нафтените деривати за граѓаните да не се соочуваат со нови ценовни шокови. Понатаму би се осврнал околу реформската агенда. Второто прашање, скоро сите, ако не најголем дел од законите се веќе во собранието, интензивно се работи на нив, владата посветено изминатиот период ги подготви и ги испрати во процедури во парламентот. Можевме да забележиме често и состаноци во викенди, каде што неработните денови беа работни во владата и тоа е за поздравување. Забележлив е прогресот, исто така и напредокот во на реформите и работите во тој сегмент. Тоа е една голема разлика, например, со моментот кога не се спроведува реформи, тоа никој не го гледаше, а се гледаше да се распродава тоа што има во државата, наведната кичма, наместо работа. И што повеќе е нормално умилкување кај некои блиски соработници и фактори. Во јануарскиот извештај, почитуван пример, ние сме најдобри во реализацијата и тоа го очекуваме веројатно и на крајот на овој месец, кога се очекуваат новите извештаи и овој интензитет на реформи е препознат од страна на граѓаните и затоа граѓаните исто така прашуваат. Моето друго прашање или второ прашање, до каде е исполнување на реформската агенда и кои се следните чекори што ќе ги превземете. Понатаму во третиот дел или во третото прашање можам да кажам дека во изминатиот период успеа државата да ја стабилизира инфлацијата, да се обезбеди предвидлива деловна клима или една стабилност во економијата и односно во стопанството. И тоа особено е важно да се знае кога во време
кога во ова време одредени дури и европски економии се соочуваат со забавна раст и неизвестност, но тука можеме да забележиме дека имаме во нашата држава раст на индустријското производство, раст на извозот, раст на просечни плати, постепено намалување на невработеноста. Тоа се показатели кои изборуваат дека економијата се движи напред и вие, како што знаете некојаш да кажете, се работи за создавање на подобри услови за живење на граѓаните, се работи интензивно, дали е доволно, веројатно не, но и токму затоа и продолжувате уште повеќе. И моето трето прашање се однесува кон вашата интензивна работа на економијата и продолжување во создавање на подобри услови, односно би сакал да прашам, бевте во Истанбул, во Турција, остварите средби со турските компании, што можат граѓаните да очекуваат во следниот период од оваа работна средба, од потпишаниот договор со новата инвестиција со Java Automotive, кој е придонесот од инвестицијата и колку вработувања ќе донеси и дали имате разговори за нови инвестиции? Ви благодарам.